Добро вечер, време е за централниот дневник на К1. Во него ќе ги гледате најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Едно лице загина во сообраќајна несреќа што се случи на регионалниот пат Велес-Градско во близина на село Ногаевци. На автопатот А1 на коридорот 10 од денеска ќе биде воспоставен привремен сообраќаен режим од Клучката Неготино до Клучката Демир Капија. Втор ден пред времени парламентарни избори. На пресконференција денеска кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на СДСМ, Бетијан Китев, презентираше дел од мерките и проектите креирани за младите во програмата План за живот во Македонија. Китев рече дека гласот на младите е особено важен. Вие младите со студентските протести ги започнавте промените во Македонија и токму вие младите ќе бидете носители на промените кои што ќе се случат на 11 декември. Ова денеска го истакна кандидатот за пратеник на СДСМ Бетијан Китев, кој рече дека во програмата План за живот во Македонија токму младите имаат централно место. Китев презентираше дел од мерките и проектите креирани за младите. Ќе дадеме можност за неповратна финансиска помош од 10.000 евра за отварање на собствен бизнис. Фирма ќе може да се отвори со само 1 евро влог. Исто така, ќе отвориме стартап центри низ градовите во Македонија, каде младите предприемачи ќе добијат бесплатни сметководствени и правни услуги. Секој млад човек по завршувањето на школувањето ќе добие шанса. Тоа мора да се случи по 11 декември. Ќе понудиме 3 опции. Едната понуда за вработување. За студентите ќе изградиме нов студентски центар во Скопје, студентски кампуси во останатите градови. Тие ќе добијат попусти во градскиот превоз, како и попусти за спортски и културни настани, рече Китев. Сите овие проекти може да ги оствариме само доколку здружено и масовно излеземе на гласање и дадеме подршка за планот за живот во Македонија. Гласот на младите е особено важен. Јас сум убеден дека младите ќе ги донесат промените на 11 декември. Ве повикувам на 11 декември, искористете го вашето избирачко право, испаднете на гласање и дајте шанса да имаме промени во Република Македонија. Гласајте за редниот број 4 со носителот на пратеничката листа Зоран Заев. Китев ги повика граѓаните да го остварат своето право на глас на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Заедно со граѓаните ја испишавме нашата изборна програма и ја нарековме План за живот. Истакна од штип носителот на изборната единица 3 Љупчо Николовски од коалицијата предводена од СДСМ. Со нашиот план за живот од работата на секој работник и земјоделец достоинствено мора да се живее, порача тој на првиот ден од предизборната кампања за предвремените парламентарни избори. Носителот на листа во изборната единица 3 на коалицијата на СДСМ Љупчо Николовски од градот на текстилот најави поддршка на текстилните компании. Со нашиот план за живот од работата на секој работник и земјоделец достоинствено мора да се живее, порача тој. Силно ќе помогнеме како држава секоја компанија од текстилот која што ќе дава просечна плата за почеток од 12.000 денари. 1900 денари за секој вработен во текстилот ќе доаѓаат од државата како поддршка на секоја компанија и на секоја фирма. На крајот на првите 4 години минималната плата во државата ќе биде 16.000 денари. Нашиот фокус за живот во Македонија предвидува и просечна плата од 30.500 денари за секое семејство. Николовски истакна дека испланирале 160 милиони евра секоја година за земјоделците за субвенции или минимум 640 милиони евра во првите 4 години наменети за земјоделски субвенции. Тие ќе бидат и загарантирани, тие ќе бидат и навремени и ќе ги добиваат вистинските земјоделци за поголемо земјоделско производство.
после 11 декември доаѓа крајот на манипулациите со земјоделските субвенции, затоа што наместо кај луѓето кои што се блиски на власта, наместо кај тајкуните кои што се блиски на власта, овие пари, овие 160 милиони евра годишно ќе одат кај секој вреден земјоделец. Според планот, потенцираше Николовски, ќе влезе уште по една плата преку враќање на данокот на додадена вредност од 15%, додека минималната плата од април идната година треба да биде 12.000 денари. Радмила Шекеринска, носител на листата на кандидати за пратеници во изборната единица 5 од коалицијата предводена од СДСМ, денеска во Битола истакна дека една од програмските задачи е мотивот за запирање на масовното иселување на младите од државата во странство. Носителот на листа во изборната единица 5 на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Радмила Шекеринска, денеска од Битола порача дека во нивниот план за живот е младите да останат во Македонија, да најдат работа и да ја градат својата иднина, како и план за достоинствен живот на сите граѓани. Ние имаме план со кој минималната плата ќе ја покачуваме секоја година до 16.000 денари. И тоа ќе важи за сите. И за оние од текстилната, и за оние од кожарската индустрија. Ќе обезбедиме финансиска помош од буџетот на Република Македонија да им помогнеме и на фирмите да обезбедат екзистенција за своите вработени. Целта на сево ова ни е просечната плата во нашата држава да изнесува 30.000 денари. Преку 10.000 евра неповратна помош, младите ќе добијат директна поддршка од државата за започнување собствен бизнис и 2 години можност тој бизнис да го водат во стартап центрите низ Република Македонија, каде што ќе имаат бесплатно сместување. Нема да плаќаат за комуналии, нема да плаќаат за сметководство и сите пари ќе останат кај нив и нивните шанси за создавање бизнис ќе се зголемат, додаде таа. За следните 4 години предвидени се 600 милиони евра за македонските земјоделци, поточно по 150 милиони евра секоја година. Ова го најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. 600 милиони евра за македонските земјоделци, субвенции и инвестиции во руралните средини се дел од програмата на коалицијата за подобра Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави дека како и досега, така и во наредниот период, земјоделството ќе биде една од гранките која континуирано се развива, благодарение на поддршката кој земјоделците ја имаат од владата предводена од ВМРО ДПМН. За наредните 4 години предвидуваме нови 600 милиони евра за македонските земјоделци. По 150 милиони евра секоја година. Дали ќе го направиме тоа? Па ние го правиме веќе неколку години. Зошто не би го направили и следната година? И таа понеа, и таа понеа. Груевски додаде дека во Македонија изминативе години активно се работи на развој на земјоделството, а како мерки кои придонеле за таа цел ги посочи субвенциите и инвестициите во руралните средини. Средба со жителите од Кавадаречките села денеска оствари Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН. Тој со нив разговараше за нивните конкретни проблеми и ја презентираше програмата за која, како што рече, сите проекти се со конкретен буџет, конкретни мерки и определени институции кои треба да ги реализираат истите. Програмата реално е обемна и сеопфатна политичка програма, фокусирана на секоја област насочена во интерес на граѓаните. Ова денеска го истакна Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН при средбата со жителите во Кавадаречките села Бегниште, Ресава и Раец. Муцунски разговараше со мештаните за нивните конкретни проблеми и ја презентираше програмата за која, како што рече, сите проекти се со конкретен буџет, конкретни мерки и определени институции кои треба да ги реализираат истите. Политичката програма реално е програма насочена во интерес на решавањето на секојдневните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Граѓаните кажуваат
од одредени појави кои што ги имаат во нивните населени места, дали има потреба од подобрување на инфраструктурни проблеми, од аспект на што можеме понатаму да направиме во земјоделскиот сектор, кој што е од големо значење за овој регион на нашата земја. И тука сме ние апсолутно фокусирани. Затоа во оваа политичка програма има и неколку проекти кои што ставаат посебен акцент на развојот на руралните средини. Муцунски потенцира од политичка гледна точка на ваквите средби разговараат со граѓаните за тоа каква Македонија сакаат. Унитарна Македонија, заштита на уставниот поредок на нашата земја, земја која што е обедината во своите различности, но е сепак насочена кон заштита на тие стратешки приоритети кои што ги имаме. Ние не можеме да дозволиме да има двојазичност во оваа земја и граѓаните стојат цврсто позади тој став на ВМРО ДПМН. Сметаме дека преку овој дискурс кој што го имаме со граѓаните ширум Република Македонија ќе произлезат понатаму и многу нови идеи кои што ќе може да се имплементираат. Муцунски побара граѓаните на 11 декември да ја дадат довербата на ВМРО ДПМН за 63 пратеници за стабилна, унитарна и просперитетна Македонија. Кандидатот за пратеник од коалицијата за подобра Македонија Ѓорги Коџабашиев денеска повикувајќи ги велешани да бидат дел од официјалната промоција на отчетот на ВМРО ДПМН за сработеното во Велес. Посочи дека оваа партија останува единствена која од 2006 година пред секој изборен циклус дава отчет за се што е сработено. Дијана Иванова повеќе за ова. Од 2006 година до денеска ВМРО ДПМН и понатаму останува единствената политичка партија која пред секој изборен циклус пред граѓаните излегува со отчет за сработеното. Новиот отчет за сработеното во Велес е најобемен, рече денеска на пресконференција кандидатот за пратеник од коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 3 Ѓорги Коџабашиев. Тој ги содржи сите поголеми и позначени работи кои се сработија за нашиот град, делата кои Велес го движат напред. Отчетот за Велес и Велешко е сведок дека најголемиот дел од она што ветено е остварено. Тоа ја сведочи разликата помеѓу нас и другите политички партии. Ние во изминатиот период покажавме како изгледа да се гради, како изгледа да се работи посветено, да се има грижа спрема нашите сограѓани. Покажавме дека и во Велес и Велешкиот регион може да се градат патишта, а доказ за тоа се изградените 87,5 км регионална и локална патна мрежа. Коџабашиев вели дека новата театарска зграда е доказ кој отсликува заложбата за развој на културата, а доградбата на хидросистемот листиче дека партијата не бега од решавање на проблемите. Набавката на 65 нови апарати е доказ за инвестиции во здравството. Сето ова може да продолжи и понатаму, вели Коџабашиев, доколку граѓаните на 11 декември ја дадат довербата на ВМРО ДПМН. Велешани видоа дека со посветена работа може да се унапредат условите во нашите основни и средни училишта, за кои во изминатиот период се вложени 1.200.000 евра. Доделени се над 32 милиона евра земјоделски субвенции во Велешкиот регион и проектите за рурален развој, преку кои велешките земјоделци набавија 110 трактори и уште 298 парчиња друга земјоделска механизација, покажа на дело што значи да се води грижа за земјоделството. Коџабашиев ги покани сите велешани утре со почеток во 18 часот во големата сала на новиот театар да бидат дел од официјалната промоција на отчетот на ВМРО ДПМН за сработеното во Велес. Вечерва пред Велешани се представи коалицијата за промени и правда Трет блок. Лидерот на Фродам Јове Кекеновски, кој е носител на коалицијската листа во изборната единица 2, порача дека ти имаат јасни заложби и визии како правилно да се развива Македонија. Коалицијата за промени и правда Трет блок вечерва се представи пред Велешани. Не се плашете, режимот ќе падне е мотото на Демократскиот сојуз, Фродем, Демос и МОРО-РП, кои се залагаат за демократизација, департизација, деполитизација и децентрализација за институциите во државата. Лидерот на Фродем Јове Кекеновски, кој е носител на коалицијската листа во изборната единица број 2, вели дека тие имаат јасни заложби и визии како да се развива државата. Основната наша заложба е да се обидеме да ги вратиме вистинските вредности кои што се пореметени, свесно пореметен и деформиран политички систем,
кои што за жал го пореметија токму оние кои што се на власт во Република Македонија. Од друга страна, ние имаме севкупна економска програма, имаме севкупна и политичка програма каде што ги налагаме нашите приоритети. Меѓу другото ние не говориме посебно, туку говориме за цела Македонија. Своје обраќање имаше и носителот на листата во изборна единица 3, магистар Весна Стојменовска. Таа посочи дека ќе работи на враќање на редот во државата. Ќе предвидиме казна од најмалку година дена затвор во кривичниот законник за сите оние што партиската или друга позиција во власта ќе ја злоупотребат и ќе вработуваат партиски кадри. Единствено така може да се департизира администрацијата и да добиеме една стручна, ефикасна и добро платена администрација која ќе биде сервис за сите граѓани. Пред Велешани се обрати Жан Мешков, кој на изборната листа во изборната единица 3 е подреден број 3. Едно лице загина во сообраќајна несреќа што се случи утрово во 7 часот на регионалниот пат Велес Градско во близина на село Ногаевци. Колешката Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Едно лице загина во сообраќајна несреќа што се случи утрово во 7 часот на регионалниот пат Велес Градско во близина на село Ногаевци. Во сообраќајката учествувале товарно возило марка Citroen Berlingo со скопски регистарски ознаки и влечно возило марка Scania со приклучно возило со кумановски регистарски ознаки. Во несреќата починато е лице на 58 годишна возраст од Скопје, кој го управувал товарното возило Citroen Berlingo и со повреди се здобило уште едно лице на возраст од 55 години, сопатник во возилото. Увид на лице место и изврши надлежен јавен обвинител со увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес. Поради градежни активности на автопатот А1 на коридорот 10, денеска ќе биде воспоставен привремен сообраќаен режим од клучката Неготино до клучката Демир Капија. Градежните активности се очекува да завршат од 12 до 18 месеци. Се реконструира автопатот Неготино Демир Капија во должина од 16 километри во двата правца. 5 милиони евра изнесува вкупната инвестиција. Со оваа реконструкција ќе бидат обновени најоштетените делови на автопатската делница. Изведувач на работите е јавното претпријатие Македонија пат и се очекува делницата да биде готова за 12 до 18 месеци. Поради тоа сообраќајот ќе се одвива по една коловозна лента и во насока од Скопје кон Гевгелија и Атина по регионалниот пат П1102. Полициска станица Свети Николе поднесе кривична пријава против ДМ37 од Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неизвршување судска одлука. Пријавениот не го почитувал решението од Основниот суд Свети Николе со кое му биле изречени мерки заштита од семејно насилство врз неговата сопруга. Валентина Михајловска повеќе на оваа тема. Свети Николчанецот ДМ се здоби со кривична пријава од страна на полициската станица Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неизвршување судска одлука. Имено, 37 годишниот маж не го почитувал решението од Основен суд Свети Николе со кое му биле изречени мерки заштита од семејно насилство врз неговата сопруга, на тој начин што преку мобилниот телефон во неколку наврати во периодот од 30 септември до 9 октомври 2016 година ја повикувал и се заканувал дека физички ќе ја нападне. Под мотото "Сите сме нивни деца", Црвениот крст на Република Македонија ја одбележува неделата на грижа за старите лица. Волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст од Велес денеска мерејќи притисок и шекер во крвта уште еднаш ја покажаа грижата кон лицата од третото доба. Грижата на старите лица е најважна од се. Под мотото "Сите сме нивни деца", Црвениот крст на Република Македонија ја одбележува неделата на грижа за старите лица. Волонтерите од Црвениот крст од Велес безусловно им помагаат на пензионерите. Тие денеска, мерејќи притисок и шекер во крвта, уште еднаш ја покажаа грижата кон лицата од третото доба.
Ние со Црвениот крст ко Сдружение на пензионери од Велес сме во постојана соработка. Исто и тие со нас исто така. Денеска еве дојдоа да не посетат, да измерат крвен притисок и шеќер во крвта на старите лица, што се секојдневно овде во домот, па и оние што дознале дека ќе дојдат, па и тие тука се. Пензионерите задоволни од ваквите акции. Тие велат дека не се чувствуваат заборавени. Ова е убава работа за пензионерите да видат колку шо, какво телеве. Ја сега сум имал малку шеќер, ама јадев јапонско јаболко. Добро е. Презадоволен се до оваа акција. Треба почесо да има контроле. Супер. Поубаво здравје. Македонија важи за една од земјите која со голем успех го спроведува проектот Грижа за стари лица, се со цел да им се овозможи здрав и активен живот на лицата од третото доба. Зголемување на економскиот раст и покрај политичката криза прогнозира Светска банка. 507 килограми кафе заплени албанската гранична полиција на албанско-македонската граница кај Дебар. Ова се вестите од Македонија. Зголемување на економскиот раст и покрај политичката криза прогнозира Светска банка. Тие очекуваат кон крајот на годинава растот до година да биде 3,3% и 3,7% во 2018 година. Економскиот раст на Македонија годинава ќе биде ограничен на 2% поради продолжувањето на политичката криза. Според Светска банка, спроведувањето на фискална консолидација со политика на фискална одржливост и смирување на јавниот долг ќе помогнат за справување со ваквите ризици. Во извештајот се вели дека поради продолжената политичка нестабилност во земјава, негативно реагира приватните инвеститори. Како главни двигатели на економскиот раст, Светска банка ги наведува приватната потрошувачка и зголемените инвестиции, особено јавните инвестиции поврзани со изградбата на двата нови автопата. Според Светска банка се очекува трендот на намалувањето на сиромаштијата да продолжи, следејќи го темпото на економски раст. Растот на платите и нови вработувања ќе имаат клучна улога за намалување на сиромаштијата, стои во извештајот. Од земјите во регионот се предвидува најголем раст оваа и наредната година да има Косово со 3,6% и Босна и Херцеговина со проектиран раст од 3,7%. Албанската гранична полиција заплени 507 килограми кафе на албанско-македонската граница кај Дебар. Кафето било натоварено во комби возило, чиј собственик е минал границата преку илегален премин, но бил забележан од страна на полицајците. 51 годишниот БТ, жител на пограничното село Долна Ѓурица, откако забележал дека го следи полициската патрола, го напуштил возилото и се дал во бегство. Полицијата трага по БТ кој ќе одговара за недозволена трговија на акцизна стока. А вестите од светот. Силен земјотрес со интензитет од 7,4 степени според Рихтеровата скала го погоди источниот брег на Јапонија и најмалку 14 лица се повредени. Американскиот State Department издаде предупредување до американските државјани на зголемената опасност од терористички напади во Европа, особено во периодот на божикните празници. 10 лица се повредени, а стотина евакуирани како последица на силниот земјотрес со интензитет од 7,4 степени според Рихтеровата скала кој вчера го погоди источниот брег на Јапонија. Епицентарот на земјотресот бил во префектурата Фукушима на 67 километри од градот Иваки. Предупредувањето за цунами беше повлечено откако најавените бранови достигнаа висина од најмногу 1 метар. Ова досега е најсилниот земјотрес во североисточна Јапонија по потресот од 11 март 2011 година. Во следните неколку дена на истото место може да се случи и друг силен земјотрес, предупредуваат од Јапонската метеоролошка агенција.
Американските државјани добија предупредување од страна на Стейт Департментот за зголемена опасност од терористичките напади во Европа, особено во период на божикните празници. Во соопштението на Стейт Департментот се наведува дека американските граѓани треба да покажат внимателност на пазарите на отворено и празничните настани. Исламската држава, Ал-Каеда и нивните келии натаму планираат напади во Европа, се наведува во предупредувањето. Во вториот ден од оваа работна недела имавме претежно сончево време со локална облачност и топло време. Температурата се движеше во интервал од 10 до 17 степени. Да го погледнеме графичкиот приказ. Ви благодарам на вниманието, имете пријатна вечер со програмата на КАЕР.